Животот без сообраќај во денешно време е незамислив. Покрај основната цел на сообраќајот, поврзување на определени места, од особена важност е и аспектот да се сообраќа безбедно. Релативно големиот број на учесници во сообраќајот, возачи, пешаци, велосипедисти и мотоциклисти, несомнено создаваат услови за правење грешки кои влијаат врз безбедноста во сообраќајот на патиштата. Единствен начин да се избегнат несреќите е да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и никако да не се вози под дејство на алкохол. Но колку од вас барем еднаш возеле под дејство на алкохол? Истражувањата на Републичкиот совет за безбедност на патиштата покажуваат дека 80% од возачите во Република Македонија барем еднаш во животот возеле под дејство на алкохол, а 5% тоа го прават често. Токму како резултат на лошите навики, неодговорното однесување и непочитување на сообраќајните правила, 129 лица загинале во сообраќајни незгоди во 2018 година, а повредени биле околу 6000. Одговорноста за овој црн биланс од македонските патишта е заедничка на институциите и на учесниците во сообраќајот. Од тука и прашањето: што вие лично преземате за да се намалат сообраќајните незгоди? Законот треба без исклучок да важи за сите кои го загрозуваат животот и безбедноста на учесниците во сообраќајот. Казните даваат ефект, но треба да се поработи на свеста и одговорноста на возачите. Возачите кои избираат да возат под дејство на алкохол најчесто бараат изговори. Голем дел од нив си ја смируваат совеста со тоа дека не се многу пијани, се случило само еднаш или иако пијани возат бавно. Сепак, фактот дека првпат возите пијан или само понекогаш не ве ослободува од одговорноста, затоа што жртвите, повредените и загубите не може да бидат надоместени без разлика дали вие првпат возите пијани или не. И за крај, не е случајност, лоша среќа ниту судбина ако загинете во сообраќајна незгода кога возите пијани. Тоа е несовесно учество во сообраќајот.